Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. 333 е бројката на досега запишани правачиња во Кочани за учебната 2016-2017 година. Уписите се уште течат, а кочанските училишта очекуваат бројката да се зголеми, со оглед на тоа дека се регистрирани 450 родени деца во 2010 година. Тече уписот на правачињата во основните училишта во Кочани. Поголем дел од предвидените деца за учебната 2016-2017 година се веќе запишани, но остануваат се уште незапишани деца во основното образование. По училишта, состојбата за сега не е на завидно ниво. Во основното училиште Никола Карев досега се запишале 61 дете, од кои 5 во подрачното училиште во Грдовци и 13 во Тракање. Во основното училиште Раде Кратовче досега има запишано 51 дете, од кои во подрачното училиште во Нивичани годинава нема ниту едно дете за упис. Во основното училиште Малина Попиванова се запишале 70, во Крсте Петков Мисирков во Оризари 23 и во основното училиште Свети Кирил и Методи најголем број, односно 128, од кои 15 во подрачното во Подлог и 3 во село Бели. Инаку состојбата со бројот на правачиња во Кочани варира од година во година. Во претходните 3 имаше зголемување на бројот на запишани правачиња, или поточно, во 2013-та се запишаа 337 правачиња, за во 2014-та да порасне на 364 запишани правачиња, а ланската година најмногу 370. Ова не е официјална и конечна бројка на запишани правачиња, потенцираат директорите на училиштата, затоа што уписите се уште траат и до септември бројката ќе порасне. Распоредот за екстерно тестирање е истакнат. Наставните предмети што ќе ги полагаат, учениците ќе бидат информирани 3 дена пред полагањето. Основните и средните кочански училишта се подготвуваат околу спроведувањето на тестирањето, кое што ќе се реализира во периодот од 2 до 10 јуни. Основните и средните училишта започнаа со подготовките околу спроведувањето на екстерното проверување на учениците. Ги опремуваат учениците со потребните компјутери на кои треба учениците да работат. Распоредите за екстерното тестирање на учениците од 4-то оделение во основно образование до 3-та година во средно се објавени на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Секој ученик може да ги погледне датумот и часот кога ќе биде тестиран, додека за наставните предмети ќе биде информиран 3 дена пред датумот на полагањето. Знаеме дека екстерното оценување почнува на 7 и ќе трае до 10 јуни, а соопштението со распоредот за тестирање по денови по предмети ќе биде на 3.6.2016 година. Во ова училиште екстерно полагаат 476 ученици. За екстерно се подготвуваат и средните училишта. Веќе се закажени термините кога ќе се изврши полагањето, значи тоа се 7, 8, 10 и 11, сите ученици треба да полагаат по 2 испита. Денес веќе се објавени деновите на полагање, додека распоредот по предмети ќе биде објавен 3 дена пред почетокот. Проверката на матурантите заврши. Останува уште за учениците од 1, 2 и 3 година, а во ова училиште тоа се вкупно 640 ученици. Инаку, за секој предмет се генерирани прашања во зависност од неговата застапеност во наставниот план, односно бројот на часови. За предмет застапен со 1 час неделно генерирани се 100 прашања, за предмет со 2 часа неделно 200 прашања и за предмет застапен со 3 часа неделно генерирани се 300 прашања. Во Кочани продолжуваат протестите на граѓаните кои ја поддржуваат шарената револуција. Од маршот по улиците на градот беа упатени вообичаените пораки, со барања за решавање на политичката криза во државата и целосно повлекување на аболицијата за сите лица, наместо селективно ослободување од сомневањата за вина. Нова серија од 3-дневни протести започнаа поддржувачите на шарената револуција во Кочани. Од собирното место во паркот на револуцијата тргнаа на вообичаениот марш по централните градски улици, истакнувајќи го транспарентот со основното барање за еднаквост пред правдата на сите граѓани на државата, без селективност кон поединци. Колоната граѓани беше забележително побројна од претходните протести, што според организаторите е резултат на се поголемото незадоволство од политиката што ја води партијата на власт.
Треба едно да знаеме, дека народот е силата. Народот, а не е силата во 20-30 привилегирани луѓе кои мислат дека си над законот и над институциите и над државата. Силата е во секој слободен граѓанин од вас. Секој што излегол на улицата овде, покажал храброст и се спротивставил директно на криминалната банда што е моментално на власт. На протестот подршка дојде и од СДСМ на централно и на локално ниво, а може да се забележат и граѓани кои биле членови или подржувачи на партијата на власт. Пред присутните беше јавно побарано председателот Иванов целосно да ја повлече одлуката за аболиција. Пред неколку дена се јави фикусот од председател, најави делумно повлекување на аболицијата. Нашите барања беа јасни, гласни и едноставни. Целосно повлекување на аболицијата. Законот и уставот мора да важат за сите подеднакво. Селективна правда не смее да има. Селективна правда е неправда. Пред присутните беше упатена пораката дека не може да има амнестија и помилување за извршен криминал против државата и нејзините граѓани. Цело време повторуваат како навиени. Нас не интересира само работата, проектите, програмата. А кога народот вели сакаме правда, сакаме нашите пари кои што се украдени да ни се вратат, тоа некако не им се слуша. Затоа ние од овде сите им порачуваме. Ако нема правда, забадијала се сите проекти, забадијала е програма. Ако нема правда, нема ни економија, нема ни развој. Ако нема правда, нема да има ниту мир. Протестот вообичаено помина мирно и без инциденти. Според најавите од организаторите, маршот по улиците и собирите, според сегашната динамика ќе траат до четврток, а потоа ќе се договараат нови термини. Општина Кочани го објави повикот за пријавување кандидати за добивање на општинските награди за значајни остварувања и за животно дело. Писмените пријави можат да се поднесуваат до одборот за доделување награди на општината до крајот на јуни. И годинава по повод Петровден, празникот на градот, општина Кочани ќе ги додели наградите за значајни остварувања и за животно дело. Јавниот повик за доставување пријави е веќе објавен, а промени во пропозициите нема во однос на изминатите години. Тоа значи дека и овој пат наградата за значајни остварувања за развојот на општина Кочани може да им се додели на поединци, група, творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Наградата е во паричен износ и изнесува 5 просечни плати исплатени во последните 3 месеци во Република Македонија. Исто така, општината и годинава ќе ја додели наградата за животно дело во вид на плакета, а таа се однесува на случаи во кои се постигнати исклучителни резултати и остварувања во областа на науката, уметноста, иноваторството, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Предходна оценка за изборот на евентуалниот добитник на наградата ќе направи одборот за доделување награди на општина Кочани. Предлозите за доделување на наградите се доставуваат до одборот во писмена форма на адресата на општина Кочани. Јавниот повик трае до 30 јуни. Инаку, за прв пат наградата за животно дело се додели во 2010 година, а прв носител беше основачот на Институтот за Ориз во Кочани Лазар Бабамов. Во 2011 година таму припадна на основачот на музичкото училиште Ристо Јуруков. Потоа, наградата ја добија и поранешниот стопанственик и градоначалник Тодосија Паунов, спортскиот работник Јордан Манов и музичкиот амбасадор на Кочани Стево Теодосиевски. Наградата за значајни остварувања пак им беше доделена на боречкиот клуб Спартак, местната заедница Бели, клубот за гимнастички спортови Партизан, Сдруженијето на пензионери и женскиот фудбалски клуб Кочани. Минатата година наградата за животно дело му припадна на академикот Благој Попов, а за значајни остварувања на основното музичко училиште Ристо Јуруков. Од средината на оваа недела ќе започне реконструкција на оштетувањата на патниот правец од Жиганци до Тркање. Поради изведувањето на градежните работи ќе има ограничен режим на сообраќајот, зашто возачите ќе бидат известени со соодветна сообраќајна сигнализација.
Поправка на поголемите оштетувања ќе се реализираат во текот на оваа недела на регионалниот патен правец Р2343 на делницата меѓу селата Пишица и Тракање. Се работи за крпење на ударните дупки на коловозот, како и пополнување со нов асфалт на местата каде поради атмосферските и други влијанија тој целосно недостасува. Градежните работи за реконструкција ќе се изведуваат на сообраќајницата во должина од околу 12,5 километри, за што е ангажирана механизација на Македонија пат. Носител на проектот е јавното претпријатие за државни патишта, а санацијата на делницата е дел од годишната програма за одржување и изградба на регионалната патна мрежа во државата. Поради присуството на градежна механизација и очекуваните повремени застои во одвивањето на сообраќајот, од локалната самоуправа на Чешиново облечува упатија известување до возачите дека се воведува изменет режим заради поголема безбедност. Тоа значи дека во периодот од 9 до 16 часот ќе има ограничување во брзината на движењето, но и повремени прекини на користењето на регионалниот пат, за што е поставена соодветна сигнализација. Од сите учесници во сообраќајот се бара да ги почитуваат препораките, за да не се нарушува безбедноста на ангажираните работници во реконструкцијата, но и на самите возачи. Според најавите, реконструкцијата на коловозот на делницата од Пишица до Тракање треба да заврши до крајот на оваа недела. Преку игра и песни, децата од детската градинка Павлина Велјанова покажаа што научиле од неколку годишниот престој во градинка. Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа завршната приредба на децата од големите воспитни групи од сите 4 објекти. Завршна приредба на децата на воспитните групи од 5 до 6 годишна возраст од детската градинка Павлина Велјанова се одржа во Центарот за култура Бели Мугри Кочани. Учествуваат децата од сите објекти кои се регистрирани под различни наслови: бамби, звездички, сончогледи и цветови. Децата низ игра направија ретроспектива на сето она што го научија во градинка, место каде што стекнаа знаења, вештини, навики и интереси. Преку приредбата што ја подготвија заедно со воспитувачите и негователите од градинката, децата пренесоа пораки. Присутните ги поздрави директорката на градинката. Почитувани учители, почитувани родители, детето треба да го наблюдуваме, но никако на патот да не му застануваме. Колку порано детето го сметаме за човек, толку порано ќе стане човек. Радувајте се и бидете горди, затоа што ние и вие ги имаме најдобрите дечиња во светот, кои од септември ќе бидат вредни првачиња. Да ги поздравиме децата и вработените од детската градинка Павлина Велјанова. Салата на Центарот за култура Бели Мугри не само што беше исполнета до последното место, туку луѓе имаше и до влезните врати на салата, што сакаа да ја погледнат завршната приредба на своите најмили. Детската градинка Павлина Велјанова ваква приредба одржува секоја година, а во текот на годината спроведува проекти од интерес на децата. Донација на играчки и книги за учениците од основните училишта од Кочани од писателката за деца Десанка Николова. Како дел од хуманитарно-промотивниот детски караван "Ова е ваше време", што денеска го посети Кочани. Понатаму продолжува и во основните училишта во Виница. Во рамките на хуманитарно-промотивниот поетски караван "Ова е ваше време" и представувањето на истоимената стихозбирка од писателката за деца Десанка Николова, што минатата недела беше промовирана за прв пат пред учениците во основното училиште Никола Карев, денеска повторно дојде во Кочани. Целта беше подарување на книги за децата од продолжениот престој во основното училиште Никола Карев, како и во останатите кочански училишта. Денес сме повторно меѓу нив да им подариме нешто за да го разобавиме нивното детство, играчки кои што се набавени од средства предвидени за промоција на книгата. Организатор на поетската средба е Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани. Како што вети самата промоторка претходната недела, денес е овде повторно да ги донира ветените играчки за продолжениот престој во основното училиште Никола Карев. Од моје лично име, од името на директорот и на сите вработени, сме благодарни за донираните играчки и понатаму караванот на самата авторка Деси Николова продолжува во останатите основни училишта, каде што ќе биде промовирана книгата и ќе бидат донирани исто така книги од незиното дело.
Целта на караванот и на промоцијата на книгата е децата да ја запознаат писателката, затоа што таа пишува за деца, а добитник е и на Рацинова награда на детските Рацинови средби. Нејзината прва стихозбирка за деца е излезена кога таа имала само 11 години. Морам да препорачам книгата на сите дечиња од најмала возраст па до 9-летка. Ја препорачувам и на дадите и батковците, затоа што нејзината содржина е доста едукативна. Песничките се преубави, зборуваат за растежот на детето од најраната возраст па се до нивната адолесцентна возраст. Промотивниот поетски караван ги посети и основните училишта Раде Кратовче, Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова, а потоа продолжува и во основните училишта во Виница. Со цел подобрување на теориското и практичното значење на велосипедот како транспортно и рекреативно средство кај најмладите, Сдруженијето за заштита и унапредување на животната средина и промовирање на концептот на одржлив развој Екологик и училишниот спортски клуб Тркало од основното училиште Раде Кратовче организираше настан за промоција на велосипедот како урбано еколошко превозно средство. Учествуваа 8 основни училишта од Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево. Со цел промоција на велосипедот како безбедно и еколошко превозно средство, Сдруженијето за заштита и унапредување на животната средина и промовирање на концептот на одржлив развој Екологик и училишниот спортски клуб Тркало од основното училиште Раде Кратовче организираше настан со надпреварувачки карактер под наслов Велосипедско родео. Активноста е дел од проектот Едукација за велосипедизам преку теорија и пракса. На настанот учествуваа по 5 деца од 8 основни училишта од 3 општини – Кочани, Зрновци, Чешиново, Блешево, родители, персонал од основните училишта, како и по 10 представници од тимот Екологик и од општина Кочани. Проектот или настанот инвентот Велородио до сега се реализираше само во едно училиште Пестолоци во општина Центар и ние како домаќини сме второто училиште од каде што го почнуваме овој настан Велородио со цел овој настан, овој инвент да се проширува на целиот Бергалнички регион. Тука се гости од полициската станица од Кочани, кои што како стручни лица ќе ни дадат на крајот една евалуација дали овој настан можеме да го подобриме во иднина, за да можеме да коригираме некои работи кои ќе се покажат како недостатоци. На настанот беше посветено внимание на користењето и значењето на одржливите типови на транспорт, како и зголемување на безбедноста на улиците и намалување на бројот на сообраќајни несреќи, во кој како еден од учесниците се јавува велосипедист или пешак, а како друг учесник се јавува управувач на моторно возило. Во активноста учествуваа и волонтери од Општинската организација на Црвениот крст Кочани со покажување за давање прва помош при евентуална повреда. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма и следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.